Зачестуваат реакциите на граѓаните кои забележуваат случаи на измачување или убивање без помошни животни. Последниот случај е за средношколецот Штип кој со маче како жива мамка ја поттикнува агресивноста на своето куче. Младите луѓе понекогаш и не се свесни што прават во намерата да привлечат внимание. Грозоморните убиства на бездомните животни стануваат секојдневие, алармира невладината организација Анима Мунди. Инспекторите замижуваат пред проблемот, а насилниците остануваат неказнети и ги повторуваат делата, велат оттаму. Последниот случај на изживување врз бездомно животно невладината го регистрирала на една од социјалните мрежи. Средношколецот Штип објавил фотографија на која го обучува своето куче за борби користејќи мачка како жива мамка. Од Анима Мунди најавија кривична пријава против момчето. Тој се фали со неговото дело, се фали со борба на кучиња и се фали дека користел други животни како жива мамка. Внимавајте, ние ќе бараме најстрого казнување на овој човек, кривично ќе го гониме, затоа што тоа не е злосторство извршено во афект, туку злосторство на кое што тој се насладува, затоа што прво го слика, свесно правено, и изложува на грозоморно измачување на едно друго живо животно. Случајот го пријавиле и во Агенцијата за храна и ветеринарство. Бараат да постапи според Законот за благосостојба на животните и според Кривичниот законник. Сакам да ја спомнам Агенцијата за ветеринарство уште еднашка, која што по се изгледа треба да каже, ако не е способна да се бави со овие работи, треба да реагираме многу позасилено. Ние веќе го спомнавме тоа, баравме полиција за заштита на животни. Значи да се приоѓа кон некои други методи за да може законот да се спроведува како што треба и да се казнуваат овие недела. И грозоморности, буквално. Испрати апел до граѓаните да ги пријавуваат ваквите случаи, порачувајќи им дека оние кои се сурови со животните се потенцијална опасности за луѓето. Потсетија на случајот во Драчево, каде жител на населбата со нож усмртил куче. Неодамна грозоморно убиство на бездомно животно се случи и во населбата Лисиче. Полицаец со службен пиштол застрела куче пред очите на јавноста, а во последно време чести се и случаите на труење бездомни животни.